Германската амбасадорка Анке Холштајн денес ја посети клиничката болница во Штип, а поводот за денешната посета на Холштајн е донација на Сојузна република Германија амбулантско возило за потребите на итната медицинска помош по иницијатива на германската влада во време кога Германија е претседател со Советот на Европската унија. Повод за ова средба е донацијата од владата на Сојузна република Германија за болницата во Штип во вид на амбулантско возило за потребите на граѓаните од градот и околината. Се надевам дека ова медицинско возило доаѓа во вистинско време кога е потребна помош на државите од Западен Балкан при пандемијата од COVID-19. Со оглед на актуелните состојби, главен акцент на нашето председателство е справување со пандемијата и незините последици. Во периодот кога сите на планетата Земја се борат со здравствениот непријател COVID-19, Европската унија помага со 3,3 милијарди евра, во кои Германија има учество со скоро 1/3 од посочениот износ. Возилото што денес е предадено на клиничката болница во Штип изнесува 38.000 евра, а имплементацијата на донацијата се извршила преку Министерството за надворешни работи на Германија. Би сакал да од мое име и од име на сите вработени во ЈЗУ клиничка болница Штип упатам најголема благодарност за оваа голема донација која што ќе биде од помош за нас. Како што јавноста знае, клиничка болница Штип е регионален центар за борба со корона инфекцијата. Лекуваме секојдневно голем број на пациенти, од кои во последно време имаме сериозно висока бројка на пациенти кои што се критично болни, кои што се тешко болни и понекогаш ситуацијата налага да некои од пациентите мораме да ги префрлиме за понатамошен третман во клиниките во Скопје или во некоја друга останата здравствена институција, така да сигурниот и брзиот транспорт кој што ќе го возможи и оваа донација денеска, ова ново амбулантно комплетно адаптирано, ќе биде во насока на тоа да ги спасиме животите на оние кои што имаат потреба од транспорт и од лекување во други установи. Штипската клиничка болница во својот возен парк располага со вкупно 6 возила, од кои 3, вклучувајќи го денешното, кое се донира од германската влада, се комплетно опремени со сите потребни медицински инструменти за реанимација и спасување живот, а останатите 3 се опремени, но не со толков комплетен аранжман.